Така е, да видиме денеска кого го будиме. Денеска ќе се јавиме кај Ивона Кузмановска од Младинскиот образовен форум. Ивона, добро утро, дали се слушаме? Добро утро. Дали ве будиме или веќе сте станата? Веќе сум станата и ве првото утренско кафе. Така е. Вас утре ве чека еден голем настан, тоа е конференцијата Engage, која што Младинскиот образовен форум ја неколку години поред веќе ја организира. Ке ми кажете повеќе, обично каните многу интересни гости и од дома и од странство. Кои се годинашниве гости на конференцијата Engage? Така, оваа година го организираме Engage на 22 февруари, односно утре сабота во Младинскиот културен центар. По 9 пат конференцијата ќе биде место каде што 11 домашни и странски активисти ќе имаат можност да споделат знаења, да се вклучат во дискусија и да се инспирираат. Нашите говорници оваа година ќе зборуваат на повеќе теми, односно на теми како граѓанска ангажираност, социјална промена, дигитална демократија, животна средина, слобода на говор, технологија, права на ЛГБТ заедницата и иднината на образованието и медиуми. Тоа се интересни теми, сите се многу актуелни и не само кај нас, разбира, и во светот. Да, оваа година имаме 6 македонски говорници и 5 странски. Помеѓу македонските говорници ги имаме Калја Димитрова и Ена Бендевска од Медуза платформата. Го имаме Кирил Пржо Арсовски, кој е биолог, еколог и главен уредник на едукативната платформа doma.edu.mk. Го имаме Бесјан Мехмети, архитект кој го проектираше основното училиште Киро Глигоров во Капиштад, и доктор Горан Кунгуловски кој е биоинженер, Антонио Михајлов од Скопје Прајд и Феми Даут од Медена земја. Тоа ќе биде многу посетено тој дел со Феми Даут, тоа можам да го гарантирам. Да. Од странство, кои гости имате од странство годинава? Од странство оваа година доаѓаат Катарзина Прускевич, која е новинарка, која е истражувачки новинар, која што во Полска има инфилтрирано, а подоцна и разоткриено фарма на тролови, на Твитер, Алина Афлекейлор од Greenpeace Романија, Дан Лахаф од Израел, кој што е најдобриот дебатер на светско ниво за 2018, но исто така работи во IBM и има создадена машина која што може да дебатира, односно машина со вештачка интелигенција која што може да дебатира. И понатаму Микал Вознијак. Микал е хакер и активист од Полска кој што ќе зборува за како технологијата ја унапредува демократијата. Колку време ја организирате оваа конференција, бидејќи ова бара добра организација, претпоставам, подолго време ја организирате, кој ја финансира? Подготовките за ова издание на конференцијата почнаа некаде на средина на ноември, но да, треба време секако, додека се поканат говорници, додека се избере финалната листа на говорници. Инаку конференцијата е поддржана од NED, односно National Endowment for Democracy, кој што е верен пријател на конференцијата. Така, дали очекувате повеќе публика од колку лани? Односно, како ги проектирате програмите за да можат да ги видат што повеќе луѓе? Така, оваа година имаме нешто што не е новитет за самата конференција, но е новитет оваа година, тоа е младинската сцена, која што дополнително ќе се случи паралелно со првиот блок на говорници на главната сцена. Односно, младинската сцена ќе се случува во горното фоаје на Кино Фросина и ќе угости 5 млади активисти од Македонија, помеѓу кои Рита Бехадини, Саша Јандрески, Рита е млада активистка од Тетово, Сашо
има измислено шприц за една употреба, кој што е многу иновативен во медицината. Тимот Андромета, кој што ја направија апликацијата Speak Out, каде што може да се пријави булинг, младите средношколци и студенти може да пријават булинг. Иван Мицков од Кулинари МК, тоа е платформа за унапредување и подобро котирање на пазарот на трудот на младите средношколци во средното училиште Лазар Танев и РЈК кариерниот центар, односно кариерниот центар на Раде Јовчевски Корчагин, кој што ќе зборуваат за како кариерниот центар влијае врз животите на младите средношколци. Токму поради оваа причина, односно поради младинската сцена и поради вечерниот настан со кој што ја заокружуваме конференцијата, односно Engage the Night, каде што ќе настапат Дина Јашари, Local Blue и The Didis, очекуваме дека ќе има многу повеќе гости од лани. Ивона, ти благодарам многу за овој разговор. Ви посакувам успешна конференција.